Доколку има потреба повредените деца од пожарот во Пулс да следат настава во домашни услови, тоа дефинитивно ќе се овозможи, истакна денеска министерката за образование и наука Весна Јаневска. Кажа дека летниот период ќе се направат соодветни анализи, колку од повредените деца не завршиле трета и четврта година и ќе им се овозможи тоа да го сторат или во домашни услови или онлайн. Од септември ќе се потрудиме и тие откочени, иако јас не сум сигурна дека се многу од тие деца. Децата што завршуваат четврта година дел веќе полагаа матура. Мислам дека 1 до 2 дечиња се оставени сега да полагаат матура. Сега е лето, ќе направиме анализа, доколку има потреба, дефинитивно ќе бидат вклучени. Таа најави воведување формално образование на децата болни од канцер, со цел да продолжат да се едуцираат. Тоа може да се спроведува во болнички услови, но и во домашни, со посета на наставникот, доколку за тоа има соодветни можности. Тоа ќе се одвива на два начини, синхроно со онлайн настава, кога овие деца ќе бидат вклучени во нивното одделение со нивните наставници, за да го стекнат потребното знаење, или асинхроно, бидејќи тие не во секој момент можат да бидат присутни во својот клас, заедно со наставникот кој ќе биде определен за тоа, ќе добие посебен третман, односно посебна едукација, дали тоа ќе биде со задачи домашни, со учење на лекции и секако со вербална комуникација на наставникот. Проектот предвидува истиот принцип да се одвива и во домашни услови. Наставникот определен за детето може да го посети домот доколку има такви услови, доколку се обезбедат и дозволи здравствената состојба на детето, или преку онлайн да продолжат да го совладуваат материјалот кој што е потребен. Јаневска нагласи дека придобивката од проектот е повеќе кратна и дека децата ќе почувствуваат емпатија од училиштето од нивните другарчиња и наставниците.